Мајката на зверски претепаното 14-месечно бебе кое 3 дена е накарил со тешки повреди е задржана во полиција, дознава 1 ТВ. Според неофицијалните информации, таа е осомничена дека таа е насилникот кој нанел тешки телесни повреди на бебето. Мајката до доцна попладнето беше на распит во МВР, но повеќе детали што се случило засега нема. Надлежните се посомневаа во 20-годишната мајка уште при првичните нејзини изјави кои беа контрадикторни, дека бебето паднало од креветче, дека ги претепале роднините на сопругот кој е во затвор, за потоа да изјави дека насилникот е пријателот на сопругот кај кого таа живеела. Детето има скршеници на двете нозе, крвавење во мозокот и скршеница на челната коска. Се претпоставува дека и претходно било малтретирано бидејќи скршениците на нозете се стари 2 до 3 недели, исто колку и старата повреда на мозокот. Од Карил за 1 ТВ изјавија дека бебето е стабилно и подобро од вчера, но се уште е во опасност. Таа од денеска се храни нормално, добро напредува и ќе биде префрлена на детска хирургија. На бебето му е одреден старател социјален работник кој ќе одлучува за неговата иднина. Мајката и роднините имаат забрана за било каков контакт со бебето, а мајката беше сместена во шелтер центар. Се додека не се утврди кој е сторител на насилството, дали ќе се превземат постапки против мајката, но Центарот за социјална работа ќе се грижи за детето во иднина, бидејќи сметаме дека детето треба да биде оставено по старателство и да биде сместено на безбедно место се до негово целосно закрепнување. Значи и по излегување од болницата сметаме дека детето треба да биде згрижено на безбедно место каде што ќе ја добие потребната нега и поддршка. Инаку мајката е корисник на парична помош на лице кое до 18 години имало статус на дете без родители. Социјалните служби имале контакти со неа, таа досега не била евидентирана ниту како жртва, ниту како насилник. Од Центарот за социјални работи пак утрово изјавија дека досега се покажала и како грижлива мајка. Тоа се информативни разговори каде што нели се укажува каква е нејзината улога како мајка, досега се покажала како грижлива мајка. Секогаш кога доаѓала не покажала никакви знаци дека детето е злоставувано или дека таа не водела грижа за него. Осуда за насилството денеска стигна и од Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА, како и од Народниот правобранител.